За прв пат по 4 години републиканците ќе имаат мнозинство во Сенатот на САД. Ова е секако радосен ден за републиканците. Републиканците ги обезбедија очекуваните победи во клучната држава Пенсилванија. Изгледа дека одиме во многу добра насока. И во Тексас, демократот Колин Олдред не успеа да го победи републиканскиот сенатор Тед Круз. Ке се борам за вас, за вашите работни места, за вашата безбедност и за вашите уставни права. Сите 435 места во представничкиот дом на САД исто така беа на реизбор, при што се очекува републиканците да ја задржат својата контрола на долниот дом. Во трката за Сенатот, демократите обезбедија победа во Калифорнија. Посветен сум да превземам голема битка за заштита на нашите слободи и за заштита на нашата демократија. Контролата на Сенатот беше решена од неколку клучни трки, каде што исходот беше неизвесен. Изборните трки, како во Охајо и во Монтана, каде републиканецот Тим Шехи го победи актуелниот демократски сенатор Џон Тестер. Со контролата на Американскиот Сенат, Трамп ќе може да ги потврди своите номинирани пред највисокиот суд во земјата, Врховниот суд на САД, и има полесен пат до усвојување на неговата законодавна агенда. Со мнозинството за Доналд Трамп, тој не само што може да ги потврди секретарите на неговиот кабинет без да мора да добие поддршка од демократите, туку и нивните заменици, ке има илјадници назначувања во извршната власт, а особено во судовите. Републиканците последен пат ги контролираа двата дома на Конгресот за време на првите 2 години од првиот мандат на Трамп како претседател во 2017.